Дајте ми го малку моментот на уште пред додам на оно што е ваша биографија. Сега ви завршувате средна машка гимназија и потоа одите на академија во Белград. Во Белград. Тука немаше во Македонија уште, така? Немаше уште. Одите во Белград и како во меѓувреме, пошто знам дека сте голем љубител на музиката, свиревте пијано, ама мрзевте да свирите пијано затоа што Па, ша мрзев. не мрзевте, туку беше Ама како се вика, свирев, направиме состав, бенд. бенд. И не може би првиот бенд. Димас, Димитар Масевски. Димитар Масевски, он беше единствениот музичар вработен во радиото. Знам, вие свиревте ритам гитара? Ритам гитара, да. Зоран, како се презиваше? Георгиев. Зоран Георгиев беше соло гитара и солиста, Зафир беше солиста и таму имам еден на клавир што свиреше Боро Патич. Има се бубнера. А Љупка не беше со вас, не? А? Љупка не беше со вас? Подоцна. Подоцна? Она подоцна почна да се бави, иначе не беше као у групата. Како велите, мајка ми наставничка, татко ми поп. А и што поп, во таа Југославија уште и градоначалник, прв градоначалник на Чаир. Да. Значи тоа до сега не се случило, имаше еден обид со Дедо Михаил кога нешто збореа да биде прв председател на држава едно друго, ама не можело, нели ние секуларна држава едно друго. Поп то во мантии, во башка вашиот татко мислам дека ја правил и некоја литургија така на македонски јазик. Он Што ја имаше? преведе. Он Ја ја преведе, така? заедно со Михајло и со Дедо Михаил? Дедо Михаил и Таа штипската конекција меѓу. Дедо Михаил и Чичко ми, значи Чичко ми беше поп, они тројца ја преведоа тоа на македонски. Иначе, татко ми илегалец. Поп илегалец, Цветан Димов кај нас се криел. И народ го избра. За поп? Не пред за За поп, за градоначалник? градоначалник. И он беше добро, член нормално. на Советот на град Скопје. Тогаш беше градоначалник... Ајде, ти се не види. На Скопје? На Скопје Битолјано. Битолјано. Ама Кочо. Кочо, Кочо Битолјано. Кочо, беше- така, Кочо Битолјано. Кочо Битолјано беше... А чекај, Кочо, Вања што е на Вања му е син. Син. И Кочо Битолјано беше градоначалник. Има фотографија, татко ми сликан со сите градоначалници и Попов. А мајка ви наставничка дури ве учила, мислам дека така, на вас ви предавала во прво деление, У прво деление, ама... за да не се тепате со дади нешто за. Баш така. Па колку години сте разлика вие не бевте многу? 3. 3 години сте разлика, така? Кој беше побесен? Дади. Дади од секогаш бил по џамбас. Така делуваш и ние како деца кога ќе ги гледавме тие, По џамбас од секогаш. како беше таа пчелички, дајме малку мета, Да. не, имаше култни дади. Но не се. Од каде интересот за глума? Значи, уметничка нишка, да. Фамилиарно. Значи, тетка ми Тодорка Кондова, тетка ми беше Тодорка Кондова, е првата режисерка што заврши режија во Македонија и глумица во Македонскиот народен театар. Прва представа она ме однела да гледам. Таму Вујко ми Димче Кондовски, од таму го влечите генот вие. врв сликарски. Тој практично е брат на мајка ви, така? Така, да. Сликарски врв. Тоа беше гениален тип. Гениален тип. Вие одите во детска драма, така? После, да, се разволе некој од тие деца од детска радиодрама и тетка ми, ајде, снимање закажано, дојди ти да читаш. И ја читам и си глумам. И си одглумив, добре, ај следна е. И останав до студии. И таму се, тогаш ете дојдоа тие Љупка Димитровска, Зафир. Чекај, Љупка и Зафир кога се во врска сега, тоа тинеџерска или како и да е?
Тоа Како беше, беше? Пошто Зафирон лесно залюблива природа, така некако Тетре. лесно му земја, Тетре. така? Тетре. Ја знам приказната за Арсен Дедич. Ефа. Ако не. дојде кај тебе во дом во Белград со пиштол да го убие, овој му прави песна, овој. Да, мислам, Зафир беше, Зафир прво беше убав. Онда второ, како се вика... Добро беше, ма гупиште, ја го снимав него во Да. Белград. Беше висок, Висок, ставен. Да. супер тип беше, супер. И баш кај центарско дете тука во Скопје, он така Ама тука живее. мало. Да. Не, Зафир бе, го сакаа девојчињата. Го сакаа девојчињата, имаше еден штос, на што ми беше многу љубоморан, а ја бев многу среќен. Радиото беше кај што сега е од таа страна МНТ, Добро? кај што е поштата, малце понатак у едни улички, Поштата и на кај влада, на кај што се оди? него кога се оди нагоре, кај што се... на кај Бармало, Аха, добро. на кај Бармало, Свати, да. тука беше радиото. И сега снимаме емисија и се враќаме. Јанче Џамбазова, ќерката на Прличко, Добро. беше у таа детска радиодрама. Аха. И се враќаме од снимање. Зафир, Љупка Димитровска живееше на плоштад, оваква, они сите идат од лева, десна страна на Вардар. Јас со Анче преку дрвеното мостче кај театарот, новиот сега што е, тука имаше дрвено мовче. Ага. Преку дрвеното мовче, баб, кај Прличко дома. Тоа ми беше неверојатно, како се вика, задоволство, смисло, пази, деца. Да. Зашто мене фасцинатно ми беше кај Прличко станот. Како беше Прличко? Зиза? Цар, мислам, Господ Бог, цар. Многу добар тип. Ја од него имам многу работи научено. Например, он кој ќе се нашминкаше, и тоа со фрака, одедеш джин стануе. И у станот му беше изложбен театарски музеј. Што немаше? Од реквизити, од костими, Он баш е, како да кажем тоа, нешто живеел со театарот, туку тоа е неговиот живот едноставно. Да. Одите во Белград, така? Како студент, така? Решавате, се запишувате академија, тоа е тоа. Да. Имаше тогаш конкурси, нешто? Како немаше 170 души на приемен, од тие 170, 17 примија у прв круг, па работевме со асистентите. Добро. Вако е. И дефинитивно примија 11. Од тие 17 што Вие која генерација сте на академија тогаш? Со мене беа Драган Николич, Сека Саблич, таа генерација. Гага со вас е и Сека? Да. Први другари бевме со Драган Николич, први другари. Он најлош, ја до него. Драган Мангу. Игравте буквално со плејада на тие. Па нема од тие. А комисија кој ви беа? Кога, например, сега вие конкурирате, нели, 100 и колку луѓе, од тие 170, 17 прв круг, па 11 пример. Од професори кој, од кој учевте? Како да ти кажам, мора да ги знаеш личности. Ама личности, онака што викаат со мадиња. Значи страф ово се. Не е страф, него поштовање, што Бог стои пред тебе. Кога гледаш, например, Милош Н. Ѓурич, тоа е фантастична приказна и фантастичен тип. Предаваш античка книжевност. Он толку многу знаеше за антиката. Ќе отиде у Грчка, ќе им рече, ај копајте тука, ќе најдат гробница.
Ќе отиде тука, атко, ќе најде град. Толку многу знаеше за антиката, а беше невероватен тип. Невероватен. Кога окупација на Белград, германците, ги тераат сите професори да потпишат капитулација. Овој не потпишува. Не потпишува капитулација. Овие му го земаат синот, студент, и вика, ако не потпишеш, ќе ти го стреламе синот. И сите овие професори, Милоше бре, немој бре, еј бре. Вика, ја кај вас не се мешам, ви предаете, не знам, то, ја предаjem етику. И му го стрелале синот. Од тогаш, ниеден студент нема оборено, ништо да не знаеш. Што зборите? Зашто збориме ние денес? Човече, како почневме со да живее долно дупката. Неверојатно. Кидеме да полагаме сега со Драган Николич. Па дајте ми некоја анекдота, навистина, пред да влезам во оној филмски оддел, театарски оддел. Идеме да полагаме испит. И ја сакам, мислам, тоа античка книжевност, за да ја научиш, нема шанса, волкава книгоња. Што ви требала античка книжевност? Тоа е основа на се што е као античка драма, античко онакво. Тоа е основа, буквар. И денес го има тој или не? Го има. Тоа И кај нас? мора, да. И сакав ја да, ама тоа не можеш да го научиш, едва да го прочиташ. И идеме да полагаме со Драган таму другиот класа. И прво го бреше Драган, хајде лепотане мој ти, а така збореше епски. Хајде, кажи ми, дали знаеш ко су били софисти? Како не знам, професоре, ко? Пристелице Софија Лорен. Ама се Мангуп си ти, мангуп! Ево ти седмица исчезна. И ја, по него, по Драгана. Па, јел ти знаеш нешто о античка? Како не знам, професоре. Шта знаш? А мене ме интересираше, има песми од Сапфо, тоа е првата поетица лесбејка. И дека е лесбејка, ме интересираше и баш научив, така да речеме, еден дел за нејза и дури една песма на памет ќе знае. А он, кога сака да му го рецитираш, така да ги акцентираш зборовите, како што требало и како што можда тогаш ги кажувале. И, ајде ти, Ангеловски, да те видим. И ја му ја изрецитирав. Добро. А што знаеш друго? И ја викам, па знам Костарацин. Што, каква врска има? Овде. Се кати ноќта црна, се буде се са мрак, и петли в село пеат, и зората се зори. Каква е тоа атмосфера? Права, античка, медитеранска. Ево ти 10, преку 3 шлајфни ми напиша 10, иди код Коча, нек ти потврди. Така. А со Зафир во студентски денови во Белград исто продолжувате? Заедно бевме. Заедно све? Да, прво бевме, пошто ја една година порано отидов. Чекај, Зафир беше и он ваквото на академија, така? На академија, да. Ама он се запиша следната година и ја порано. Една година можев. Добре, стварно, вистина беше толку лесно за љубљива природа, мислам.
Ама го сака, бе, женски го сака. Не, он што беше, имаше, пази, уште, ќе речам, деца бевме, гимназија бевме, од радио не плаќаа уичичи на море, као награда за тоа што без пари снимавме детски радиодрами, и на море не праќа, и таму со тие нашите женски, иначе Зафир таму се фати после со Љупка. А една италијанка, една преубава, татко и милиардер, јахти, бродови, вили, не знам што, се заљуби, сака да се жени, да се мужи со Зафир. Паси, нема 17 години, 16, 18, тука. Таман пред завој. Леле, тоа беа драми ке се самоубива девојчево. А вие нонстоп до него, вие совеста практично, така? И Арсен Дедич кога му прави песна на Зафир и оди во Загреб. Дома кај Арсен, кај првата жена. Да. И тој се смувува со сопругата. И овој доаѓа кај вас, вие сте совеста. Заедно бевме у соба со Зафир. У исти стан живеевме. Исти кревет, мислам, он таму и ја одека. Мислам, цел живот, многу добро добро со Зафир. Љубоморни, сме се расправале, сме се карале, јас сум го псуел, од мене ме псуел, све. Најдобар другар што би бил. Дефинитивно. А добро, после ова со Арсен Дедич, кога тој се смулува со неговата жена, иако предразвод тогаш практично. И нели он доаѓа кај во домот кај што живее со пиштол. Сега вие го смирувате Арсен, не се си оди Арсен, потоа не го фаќате Зафира, маме дај собери се човек што прави. Пред тоа он кога доаѓа се враќа од Загреб, победи на тој фестивалот у Загреб, доби таа песма не за те ние човек као ја. Победи овако е, се враќа, носи еден овака крст од рубини. Рубини, ланец и крст. И код тетер вака, кој ќе се беше, леле, што направи? Што направи, бе? Леле, што направи? Абе, што направи, кажи? Вика, се фатив со жена му на Арсен. Добро, бе, кретен. Абе, кретен идиот, бе. Абе, може до тој степен да си кретен, бе. Абе, може ли, бе, човекот песма ти даде? Те прати да, ако ти рече, ако ти треба. Ми требаше, се нај. И така да, Зафир пред тоа беше. Да. Он случајно се погоди да не биде дома тогаш кога дојде Арсен со пиштол. Што Зрки го убиеше Арсен, не верувам. Па, кој го знае? Кој знае у афектна состојба. У афектна состојба. Човек као ја, што љубав тужну само може да ти да. У овом стану не постои ништа. Шврла цигарчето и она сандачето за вакво директно е врзано со експлозивот таму. И он бау, кога летна еден гейзер, вода, па можда 150 метра висина. Плюс облаци, облак некој, прашина, вода се измеша. И одеднаш сето тоа стои. А тогаш камериве на трака. И сега никој не смеа да каже. Седиме, не паѓа тоа, не се разидуе. И камериве работат, истече траката, нема трака, не е снимено. Потрошени, да речеме, денешни услови, едно 300 милиони.